Медот во Македонија за жал се уште се користи како лек, а не како храна, алармираат пчеларите. Тие велат дека нужно е преку едукација уште од најмала возраст граѓаните да го научат бенефитот од користењето на медот и другите пчелни производи. Сакаме да ви објасниме колка е важноста на медот и другите пчелни производи во секојдневната исхрана на човекот. За жал, кај нас медот се уште повеќе го трошиме како лек, него како храна. Според некои постари статистички податоци, ние трошиме помалку од 1 килограм, додека во Словенија се троши 9 килограми, во Јапонија 16 килограми по глава на жител. Затоа е неминовно да го смениме односот и да го прифатиме медот како значаен животен продукт во исхраната. Освен тоа, според пчеларите, голем проблем е и недовербата што се јавува кај потрошувачите. Тие многу често не знаат како да го препознаат вистинскиот од лажниот мед. Еден од тие дарови на природата е медот, кој представува единствена природна супстанца која уште од давнина е сметана за храна и лек. Ја користеле тогаш само фараони, кралеви, цареви и слично. Денес, за жал, се повеќе е присутен мед кој се меша со разни сирупи, се со цел да се добие брз профит, при што се уништуваат неговите природни својства, а тоа доведува до појава на разни аномалии и други телесни заболувања. Нас, пчеларите, ни останува да ја повратиме довербата кај потрошувачите, а тоа може да го направиме преку правилна едукација и поддршка од Агенцијата за храна и ветеринарство, Инспекторатот, Министерството за шумарство, водостопанство и другите фактори кои што се надлежни за тоа. Од Сдруженијето на пчелари Матица велат дека по примерот на законот за тутун и грозје и пчелите и медот треба да имаат посебен закон со кој ќе бидат заштитени. Особено што македонскиот мед е надалеку познат по својот одличен квалитет, велат тие, затоа што природните услови се благонаклонети за развој на пчеларството.